Благодарам. Почитувани граѓани, колеги пратеници. Председател на Република Македонија. Колку гордо тоа некогаш звучеше. Гордо звучеше и за сите нас неизмерно значеше се до седнувањето на Ѓорги Иванов во председателската фотелја. Човек кој со својот аматеризам целосно ја деградираше оваа позиција. Човек кој направи повеќе гафови отколку државнички говори. Човек кој направи повеќе глупости отколку официјални посети. Човек кој воопшто не ни заслужува да се ословува како председател на Република Македонија. Но, за волја на вистината и човек кој со одлуката за аболиција најверојатно несвесно ја инспирираше и шарената револуција, која вчера на дело ја покажа целата своја сила и надмог врз режимското сивило на ВМРО-ДПМН. Почитувани граѓани, ова е собирот на ГДОМ и ВМРО-ДПМН од вчера пред судот. Луѓе присилени и натерани да дојдат, терани да излезат од сенка на сонце само камерите, а фателе ќе има луѓе. И повторно гледајте. Ова е шарената револуција вчера, во истиот ден. Слободоумни граѓани излезени по своја собствена волја, 100 пати посилно и 100 пати помасовно од ГДОМ и нивните ВМРО-ски контрапротести. Почитувани граѓани, овој човек, Ѓорги Иванов, ги помилуваше сите они од врвот на ВМРО-ДПМН, кои ги слушнавме во бомбите од вистината за Македонија, заглавени во криминал до гуша. Еден дел од нив вмешани и во изборен криминал и фалсификат. И само за подсетување, бидејќи сум убеден дека колегите од ВМРО-ДПМН во репликите доколку ги има, ќе се осврнат дека Ѓорги Иванов добил поддршка на избори и слично, само да се подсетиме на некои од снимките за изборите. Милеана Киевски, во тоа време министар за транспорт и врски, вели вака: пиштење, вриштење ќе биде. Од 24 казни, колку списокот го дале, 8 казни јаки паднале по 4800 евра и 2 затварања. Во време на избори Милеана Киевски, во време на кампања, вели, значи вчера упат им направив во Прилеп, мајката им расплакав. Истото го направив во Радовиш, истото го направив во Кавадарци, истото го направив во Неготино, истото го направив во Струмица и во Росоман. За време на избори во пола Македонија Милеана Киевски казни пишувал. И Милеана Киевски за истите избори за кои што велите дека Ѓорги Иванов бил легално избран, вели вака: значи вака сега, председател во Центар е еден морон што работи во генерален секретаријат, работи во оделение, така да може него да го притиснеме. И фактички, внимавајте, од избирачкиот материјал да го извади избирачкиот список каде е заокружувано кој гласал, кој не гласал, да си го фотокопираме, па да му го вратиме. Ова го правил ваш министер за време на изборите за кои што тврдите дека Ѓорги Иванов бил легално избран. Избори на кои за уши, како што вели Јанкуловска, човечињата од пустец си гласале. Избори на кои, како што вели Јана Киевски, се затварале и рекетирале фирми со пиштење и вриштење. Избори на кои, како што вели Јанкуловска, се правеле штабови во Министерството за внатрешни работи, познато како МВР-ВМРО, се печателе двојни и тројни лични карти и, како што велат вашите министри и Груевски самиот, се сместувале по 40 до 50 фантомски гласачи во стан од 40 квадрати. Почитувани граѓани, на ваков начин, преку вакви избори, е избран Ѓорги Иванов за председател.
И сега тој истиот, избран на ваков нелегитимен и фалсификуван начин, избран за председател на ваков начин, ги помилува истите тие кои на таков начин, со таков криминал, всушност и го донеле на самата таа позиција. И со таков криминал и со такви избори му ја дале можноста воопшто и да може да помилува. Но, и тоа не е се. Ѓорги Иванов, како должник за криминалниот начин на кој што го донеле на таа позиција, направи и низа други помилувања за многу различни криминали од страна на врхушката на ВМРО-ДПМН не направени. Иванов ги помилуваше сите оние кои испумпаа преку 5,5 милиарди евра пари на граѓаните од државата. Иванов ги ослободи од одговорност оние кои со сваровски кристали и со сваровски обетки ги избирале судиите во нашите судови. Иванов ги помилуваше оние кои јавно се изживуваа врз Љубе Бошковски, ситејки се и смејки се дека бил легнат на земја човекот, дека му бил ставен пиштол во устата и дека главата му била пред камери свртана на кај тоалет. Ѓорги Иванов ги помилуваше оние кои земале 15 милиони евра мито за изградба на автопат од кинеска компанија. Тој го помилуваше и тоа неколку пати оној кој, како што вели самиот во снимките, за джабалак земал 15.000 метри квадратни ултра елитни плацови наводно со пари на граѓаните на Република Македонија. Ѓорги Иванов го помилуваше оној кој додека граѓаните не можат да скрпат крај со крај и да го преживеат месецот, носи на очари од 65.000 и го возат во Мерцедес од 600.000 евра пари на вас, граѓаните на Република Македонија. Ги помилува и сите оние кои набавиле милионска израелска опрема за да прислушуваат преку 26.000 граѓани на Република Македонија и да влезат во нашите и во вашите почитувани граѓани приватни животи. Големиот во наводници патриот Иванов, како што милувате да го кажете, ги помилуваше и оние квази патриоти во вашите редови, кои шверцерски, слушнавме во снимките, дека преговарале за промена на името на државата. Па така како што велат во снимките, Груевски и останатите. Дали да била, како што велат тие, Горна Република Македонија, дали да била, како што вели Груевски и останатите во снимките, Независна Република Македонија, или да била, како што вели Груевски и самиот, во заграда после името да стоело Вардар. Почитувани граѓани, Ѓорги Иванов ги помилуваше оние кои подло и мизерно го крија убиството на младиот Мартин Нешковски и ги крија доказите за смртта на новинарот Никола Младенов. Со овие помилувања, Ѓорги Иванов го згази уставот и го нокаутираше правниот систем во државата. И не, тој со ова не е само продолжена рака и марионета на Груевски и ВМРО-ДПМН. Ѓорги Иванов со помилувањето стана директен соучесник во сите овие криминали кои ги набројав. Колеги пратеници од ВМРО-ДПМН, иако помилувањето е сега одмилувано, како резултат на масовните и континуирани протести на граѓаните преку шарената револуција, со вашето бранење на Ѓорги Иванов, ги браните и сите овие криминалци кои досега ги спомнував. Со бранењето на Ѓорги Иванов, колеги од ВМРО-ДПМН, одите директно против Република Македонија,
и одите директно против граѓаните на Република Македонија. Знам дека во вашите редови, колеги од ВМРО-ДПМН, има многу честни луѓе и токму сега е правиот момент да го покажете тоа на дел. Издигнете се над криминалците кои ја киднапираа вашата партија и ја окупираа нашата заедничка држава. Колеги од ВМРО-ДПМН, наместо да одите на контрапротести за заштита на криминалци, наместо да работите против специјалното јавно обвинителство кое сите заедно го договоривме да се справи со криминалот во Република Македонија, наместо да одите на партиски прослави, каде што грогираниот и нокаутиран боксер залудно се заканува, гласајте, колеги од ВМРО-ДПМН со нас за одговорност на Ѓорги Иванов, бидејќи тоа е најдоброто нешто што може да го направите за Република Македонија и нејзините граѓани, меѓу кои ваши гласачи во овој момент. Почитувани граѓани, на Македонија и треба председател кој ќе се поздравува наместо да си намигнува. На Македонија и треба председател со кој ќе се гордееме наместо од него да се срамиме. На Македонија и треба председател државник, а не дворски шут и палјачо на кој му се смее целиот свет. На Македонија и треба председател кој ќе ги штити уставот и законите наместо на Груевски мерцедесот и плацовите. Колеги од ВМРО-ДПМН, фикус ако сакате може сите дома да си чувате. Овде ни треба вистински председател и државник. Благодарам.